Градски парк Скопје. Втор ден. Скопје Урбан Фишинг 2020 година. Црвено-белата лента, која се простира околу езерото во градскиот парк, поставена од организаторите на спортската манифестација Скопје Урбан Фишинг Викенд 2020 година, ни најавува дека тука ќе се одржи спортски риболовен надпревар. За разлика од првиот спортски ден, одржан на ова езерце, денес учесници ќе бидат најмладите надпреварувачи, односно денес ќе се надпреваруваат дечиња до 15 годишна возраст. Тие ќе се надпреваруваат во дисциплината ловење на риба со пливка во купот рибарче и ќе се борат за освојување на првото место на овој куп. На денешниот надпревар ќе учествуваат 15 надпреварувачи, дојдени од 10 риболовни клубови од целата територија на Република Македонија. Секако, тука се и нивните тренери или ментори кои ќе бидат тука покрај нив во текот на надпреварот. Поради пандемијата на коронавирусот, и тука се почитуваат мерките кои се пропишани за справување со ова светско зло на денешницата, вирусот COVID-19. Пред присутните се обратија представниците на Риболовната федерација на Македонија и им посакаа на учесниците успешен надпреварувачки ден, со што купот рибарче беше прогласен за отворен. Успешен лов, да имате добар улов, да се покажете, затоа што овие деца овде е нашата еднина. Ова се децата кои што во наредниот период ќе бидат нашите шампиони. Некој од вас е тука нашиот шампион. Оваа година, во услови какви што се, Риболовна федерација доби налог од светската организација да не се одржуваат спортски надпревари и нигде во светот не се одржуваат светските надпревари и меѓународните надпреварувачи. Меѓутоа Риболовна федерација оваа година одлучи да се одржат надпреварите, куповите за сениори и сите надпревари што се за деца. Затоа што еднаш велам тука нашиве деца, овие деца овдека е нашата иднина и децата кои што постепено не представуваат на меѓународните надпреварувања во светот. Деца, ви посакувам уште еднаш успешен лов, на водичите успешно да ги водат и да ги научат онака како што треба да ловат, а ние сите да се гордееме со вас. Купот рибарче го прогласувам за отворен. Главниот судија накратко ги запозна надпреварувачите со правилата по кои ќе се надпреваруваат денес. Јовановски, главниот судија. Да ве поздравам. Се наполни душата кога ви гледам вака, ја претежно судев на млади категории. Само беа 3, 4, 5 на вака привер. Видите се, јас сум малце поголем. А, нели? Јас сум задолжен за денешното судење, да се надпревара да се одржи во најдобар ред. 3 сата се лови. Водачите, секој дете може да има водач позади него да помага. Без тење мамец и тие работи, трска што е во рака на детето никако чекне. Тоа го зборам за водачите. Чуварки мора секој да има, надпреварот се држува во поединечна и екипна конкуренција. Што не ви е јасно, после преку водачите ќе објасниме се. Благодарам. Пред да почнете, пред да почнеме со надпревар, јас би сакал да ги представиме надпреварувачите, би го замолил судијата
влазе да ги прочита учесниците на денешниот надпревар. Ова е историја дефинитивно и треба да се прочитаат и да се знаат. Повели влазе. Магдам Куманово, Лука Николовски, Лео Алексовски, Деца, кои сте? Знаменцата горе. Михайловски, Кој ќе прочитате кога крене знаменцето таму? Радовиш, Атанас Цикушев, Поки Иванов, Николи Геговски, Вардар Јуниор, Михаил Јовчевски, Андреја Богевска, Ненад Еленов, Мише Митрев, Кристијан Митрев, професионал Велес, Петар Оцедов, Мики Лазов, Филип Петров, Бабуна, Тука се влече и ждрепки за кој надпреварувач од која позиција би ловил и од кој сектор. Оскар Кавадарси, Петли, и жирија да знае. И жири се. Професионал Велес, На терен, на работа. Кец. Пракса. еден, Апостол Петар Охрид, Три. тројка жирија исто, И и остана Клен, македонски брод. деветка. Чекайте сега, започне работата. Ќе гласаме. Речеме за зони Михи Лазов, В. В. И извади го еднаш да видат дека е Б. Филип Петров. Бабуна ги пушташ, во Вардар ги влегуваат. Не дај Боже. Магдам, Ќе ми кажаме ние да гласаме дали ќе влеземе во. За кого? Дома. Николовски Лука, Лео Алексовски. И останува за Михаил В. Михаил е В. Апостол Петар Охрид, Атанаси Франковски, В. Иван Настоски и Стефан Булески. В. Бабуна Велес, Тоша Јакимовски, Давид Николов, В. Веднаш по излекувањето дечињата се упатија кон своите позиции, од каде денес ќе се обидат да остварат што е можно подобар резултат.
Свирежот на судијата се започна со склопување на тъските и припремата на опремата за надпреварот. Временските услови беа како што може да посака секој надпреварувач. Топло, мирно, без ветер, едноставно пријатно за рибарење. Се вршеше и припрема за прихрана, секој со свој рецепт за поуспешна примама. На овој надпревар учествуваа и две млади дами во рамноправна битка за првото место на Купот Рибарче.
Се наоѓаме во градскиот парк во Скопје на езерцето, каде се одржува вториот ден од надпреварот Скопје Urban Fishing 2020 година, каде денес учествуваат дечиња до 15 годишна возраст под мотото Рибарче. Позади мене се наоѓаат дел од надпреварувачите кои ќе се обидат денес заедно со своите ментори да обезбедат што поголем пласман, нели, како би освоили еден од пехарите или од првите награди кои ги нуди оваа организација. Надпреварувачите се од повеќе здруженија од целата територија на Република Македонија. Па ќе видиме во текот на денот, нели, кој тим ќе освои највеќе бодови, нели, и со тоа ќе го освои пехарот. Возбудата кај децата е очигледна, но затоа тука се менторите, нели, кои ќе им помогнат да се справат со проблемите кои ќе се јават во текот на надпреварот. Секако ќе се уклучат во моменти каде што дозволуваат правилата, нели, на овој надпревар, па и останува до крајот на денот да видиме кој од децата ќе освои првата награда. Се започна со прихраната, за кратко време потоа започна и риболовот.
Надпреварувачите и надпреварувачи брзаа што побрзо да ја стават фатената риба во мрежичката и веднаш да го пуштат новиот мамец, за да уловат друга риба. И се така до крајот на надпреварот. Надпреварувачите беа следени како од своите ментори, така и од судиите кои се грижеа за регуларноста на надпреварот. Се слушна и свирежот за крај на надпреварот, а надпреварувачите беа наградени со голем аплауз од присатните гледачи. Петар од Седов лицемери, професионал Велес. Нула 225. Мише Митрев Оскар. 120. Тоше Кивовски Вавуна. Гледа да има нешто. 1050. Се започна и сумирање на ловената риба од секој надпреварувач поединечно, а на лицата на веќињата можеше да се забележи возбуда како и задоволство од уловеното. Нула 315. 0585.
0405 0720 0485. Давид Никола Бабуна. Нема, има повише. 1785. И на крајот секако следуваше прогласување на победниците и делење на медалите и пехарите, но имаше и награди од спонзорите на оваа манифестација, како што се трски и друга риболовна опрема. Води го Петар Наков. Драган Димитриевски. Исто трофеј. Граб Радовиш. Токи Иванов. Никодин Геговски. Атанас Ципушев. Вардар Джуниор, Илија Каев. Васил Костов и председателот на правувачка комисија Горан Цоцоловски ги делат признанијата. И Љупчо, значи, главниот судија Јовановски медалите. Екипен пласман, трето место, 10,5 секторски поени, Богдан Кованово. Пази, вамо, поглед, вамо. 10 секторски поени и второ место во екипен пласман, Бабуна Велес. Победи екипен на денешниот надпревар со 9 секторски поени. Свети апостол Петар Охрид. Браво, бе, Охрид. Охрид, да? Има тренинг. Трето место и 240 освоени поени Илија Елиев трофеј Струмица. Браво. Второ место 690 поени Никодин Геговски, Крав Радович. Браво. Второ место нака. Браво, бе, ова. На денешното надпреварување. Рибарче 2020. Давид Никола Бабуна Велес. Ово тука. Придржи ми првак беше и така. Абе, навикнате овој, навикнате. Со насмевки на лицата, како на надпреварувачите, така и на организаторите на купот Рибарче, заврши успешно вториот ден од надпреварувањето на Urban Fishing Weekend 2020 година. Бистро.